Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Славица Арсова. Добро вечер и добре дојдовте. На почеток на Дневникот гледаме кои настани го одбележаа денот. Поднесено обвинение за Артан Груби и 7 други лица за случајот државна лотарија. Закажано судење за 10 дена. Евакуација преку копно и море за жителите и туристите во Севири и околните места на Халкидики, откако голем пожар брзо се прошири кон населените места. Информативни разговори со повеќе лица кои вчера ширеле вест за загадување на водата во Скопје. Имало ли организирана група и зошто граѓаните лесно потпаѓаат на вакви кампањи? Сакаме да дојдеме да луѓето веруваат во своите институции кои што ги формирале и власти и опозицијата. Треба да работат за поддршка на институции. 25 години Охридски рамковен договор, документ кој донесе мир и го трансформираше политичкиот систем. Еден месец не работи единствениот ПЕТ скен во државата, неопходен за дијагноза и следење на болеста кај пациентите со карцином. Не се знае кога ќе проработи. За Охридскиот рамковен договор, но и за актуелните политички теми во собранието и надвор од него, во тема на денот Оливер Спасовски, координатор на пратеничката група на СДСМ. Останете со нас, почнува Дневник. На 24 август Артан Груби ќе седне во судница. Закажано е првото судење откако денеска обвинителството поднесе обвинение за екс-вице-премиерот и уште 7 други лица за случајот државна лотарија кој тежи над 8 милиони евра. За Груби е побарано продолжување на куќниот притвор, додека за прво обвинетиот Перпарим Бајрами, кој се уште е во бегство, обвинителството бара притвор веднаш штом биде пронет. Со ова во речиси последен момент се избегна да истече рокот за истрагата и Груби да мора да биде ослободен од домашен притвор. Детали за случајот има Зоран Јаневски. Поранешниот вице-премиер Артан Груби заработи обвинение за злоупотреба на службената положба. Заедно со уште 7 лица ја оштетиле државната лотарија за повеќе од 8 милиони евра. Истрагата за овој случај траеше речиси 2 години. Половина од периодот Груби го помина во бегство, а по неговото враќање во земјава во февруари, Скопското јавно обвинителство денеска поднесе обвинение. Со него опфатени се уште поранешниот директор на лотарија Перпарим Бајрами кој е во бегство, како и поранешниот генерален секретар на владата Методија Димовски. Според обвинителството, иако биле свесни дека државната лотарија не смеела да приредува игри на среќа, сите заедно презеле действија за лотарија да почне самостојно да организира електронски игри на среќа, а за тоа да набави и сопствени видеолотариски терминали. Постапката ја иницирал обвинетиот Бајрами како тогашен директор на лотарија. Првиот обвинет, генерален директор и председател на управниот одбор на државна лотарија, на 9 мај 2023 година до третиот обвинет, генерален секретар на владата, доставил информација за потребата од преземање активности за самостојно приредување на електронските игри на среќа. Во информацијата со предлог заклучоци навел дека вредноста на набавката изнесува 42% од сметководствената вредност на имотот на друштвото, определена врз основа на последните финансиски извештаи на друштвото и како таква ќе представува голема сделка, а незиното одобрување е во надлежност на надзорниот одбор на друштвото. Генералниот секретар на владата Димовски по еден месец информацијата ја предложил како дополнување на точка на дневен ред на владина седница, иако претходно требало да ја испрати до секретаријатот за законодавство. Тоа пак не било спорно за второ обвинетиот Артан Груби, кој тогаш председавал со владината седница и предлогот за самостојно државната лотарија да организира игри на среќа го вметнал во дневниот ред на седница на владата. Вториот обвинет, кој имал реално влијание во раководењето со АД државна лотарија во својство на одговорно лице, председавал со седница на влада на Република Македонија во својство на собрание на државната лотарија и предложил вака дополнетата точка на дневен ред да се усвои, иако бил свесен дека одлуката не е во надлежност на владата како собрание на акционерското друштво. Обвинението доаѓа на самиот истек од 6-месечниот законски рок за трајање на домашниот притвор на Груби, пошто судот беше обврзан да го пушти на слобода. Со поднесување на обвинението денеска до судот е испратен и предлог за продолжување на домашниот притвор за Груби. За екс-директорот на лотарија кој е во бегство се бара 30-дневен притвор, додека за останатите обвинети предложени се мерки за обезбедување.
Обвинителството бара од судот да им ги одземе патните исправи на поранешниот генсек на владата и членовите на надзорниот одбор на лотарија, како и да им забрани меѓусебна комуникација. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Дуи оцени дека обвинението е политички, а не правен акт и изрази уверување дека не постојат докази за злоупотреби на функцијата. Се бара меѓународен мониторинг на процесот. Искрено мислам дека како што беше тешко да се оформи обвинителен акт, значи до последниот ден на рок што го дава Законот за кривична постапка, уште многу повеќе ќе биде да се оформи или да се усвои осудителна пресуда, бидејќи нема докази. Ние бараме правда и за Артан Груби и за сите, но правдата треба да биде заснована врз докази. Поранишниот председател на Фудбалската федерација на Македонија, Илчо Ѓоргиевски, излегува од притвор откако основниот кривичен суд Скопје ја прифатил понудената гаранција и определил мерки на предпазливост. За Ѓоргиевски е прифатена гаранција во имот во вредност од 508.000 евра. Од судот информира дека и обвинителството дало позитивно мислење за укинување на мерката. Притворот е укинат и за Томислав Младеновски и за Ѓоко Чубриновски. За Младеновски определена гаранција од 206.000 евра, а за Чубриновски од 1,6 милиони евра. Од кривичниот суд појаснуваат дека спротивно на првичните информации Ѓоргиевски нема да оди во домашен притвор, туку ќе ја продолжи постапката на слобода со гаранција и мерки на предпазливост. Во предметот е опфатен и поранишниот председател на ФФМ Муамед Сејдини, за кого претходно беше определен домашен притвор и гаранција од 1 милион евра. Евакуација преку копно и море за жителите и туристите во Севири и околните места на Халкидики, откако голем пожар брзо се прошири кон населените места. Информативни разговори со повеќе лица кои вчера ширеле вест за загадување на водата во Скопје. Имало ли организирана група и зошто граѓаните лесно потпаѓаат на вакви кампањи? Посакаме да дојдеме да луѓето веруваат во своите институции кои што ги формирале и власт и опозицијата. Треба да работат за поддршка на институции. Голем шумски пожар бесна на првиот крак на Халкидики во областа помеѓу Севири и Фурка. Поради силниот ветер огнот брзо се проширил кон населените места, а грчките власти нареди евакуација на жителите и на туристите во оваа област. Има информации за зафатени куќи. Дел од луѓето се евакуираат и по морски пат. Од плажите во Севири со патролни и приватни чамци се извлекуваат туристи и жители кои не успеале навреме да го напуштат местото по копно. Неофицијално станува збор за над 250 лица кои се префрлаат кон Сани и други околни места. Чамци се распределени и кај Фурка. Преку грчкиот систем за итни случаи 112 беа испратени повеќе предупредувања. Жителите и туристите од Севири и Фурка добија наредби да се евакуираат кон побезбедни локации, откако пламените јазици се приближија до куќите. На терен се ангажирани околу 150 пожарникари со повеќе од 50 возила. Огнот од воздух го гаснат авиони и хеликоптери. Дополнителни противпожарни екипи се испраќаат од други делови на земјата. Во гаснењето помагаат и пожарникари од Молдавија преку Европскиот механизам за цивилна заштита. Пожарот избувна околу 14 часот во ниска вегетација, а силниот ветер придонел за негово брзо ширење. Според последните информации, огнот се уште не е ставен под контрола. Има повредени пожарникари. За сега нема информација за повредени жители или туристи. Поширокиот регион на Халкидики денеска е во 4-та категорија, односно со многу висок ризик од избувнување шумски пожари. Халкидики е меѓу најчестите локации за летување на македонските туристи. Меѓу нив е и македонскиот музички продуцент Дарко Димитров, кој за Сител ги пренесува случувањата од терен. Во моментов сме евакуирани сите од Севири. Вака како што гледам, сега сме во Фурка во моментов. Дел се отидени од страна на Елани, во Касандрија, од другата страна. Мене вака ми изгледа посмирено, се надевам дека до вечер ќе се смири цела ситуација, меѓутоа навистина беше баш опасно, веќе навлезе во селцето, меѓутоа одлична екипа, грчките пожарникари, навистина големи напори со многу авиони, хеликоптери, гасат и веќе вака како што гледам изгледа баш многу подобра ситуацијата и се надевам дека наскоро ќе се смири скроз.
Кој е пуштил информацијата дека водата во Скопје наводно е небезбедна за пиење и дали зад неа стои организирана акција за ширење паника. Полицијата веќе истражува, а неколку лица се повикани на информативен разговор. Надлежните уверуваат дека сите анализи покажале оти водата е безбедна, додека истрагата треба да утврди од каде тргнале пораките за наводно присуство на Ешерихија коли. IT експертите велат дека може да се влезе во трак на сторителите. Комуниколозите пак предупредуваат дека лесното ширење на ваквите дезинформации е резултат на ниската доверба која граѓаните имаат во институциите, зашто голем придонес даваат политичките партии. Габриела Лескова. Кој стои зад информациите дека водата во Скопје е небезбедна за пиење? Одговорот допрва треба да го открие полицијата. Секторот за компјутерски криминал веќе презема мерки и активности. И денеска неколку лица се повикуваат на информативен разговор, но властите не откриваат точен број и детали за кој евентуално кривично дело би одговарале оние кои ширеа информација дека има бактерија Ешерихија коли во водата за пиење во Скопје. Градоначалникот Орце Ѓоргиевски директно е обвини опозицијата за оркестриран напад и ширење паника меѓу населението во услови кога сите примероци на јавното комунално предпријатие Водовод покажале дека водата е безбедна за пиење. Дали станува збор за скриени или јавни профили, може да биде клучно во истрагата, ценат експертите. Тие информации се прошириле преку Вибер групи, тие можат да ги откријат тие Вибер групи, да видат кои луѓе членуваат во тие Вибер групи, да се вратат на првата порака кое лице ја објавило таа Вибер група, дали тоа има телефонски број кој што тоа треба да има телефонски број кој што може да се идентификува, да се види кој е сопственикот на телефонскиот број и да се дојде до лицето кое што првично ја објавило вест. Исто така и на социјалните мрежи како Инстаграм и Фејсбук. Симов додава дека ако се работи за организирани структури кои што од политичка природа сакаат да внесат вознемирување, паника во јавноста, тие може многу тешко да се откријат. Доколку некој со некоја злонамерна интенција сака да го направи тоа, тогаш многу тешко ќе се открие, затоа што тој може да отвори анонимен акаунт на било која социјална мрежа и преку неа да ги шири тие лажни информации. Доколку е некој корисник ненамерно, тогаш тој може да се открие, затоа што например, од неговиот профил на социјалната мрежа може да се види, да се открие неговиот идентитет. Овој случај го отвори и прашањето за довербата во институциите. Колку лесно граѓаните веруваат во информација на социјалните мрежи, кога немаат доволно доверба во системот. Ако сакаме да дојдеме да луѓето веруваат во своите институции кои што ги формирале и власт и опозицијата, треба да работат за поддршка на институциите, за интерес на граѓаните, за решавање на проблемите. Се додека се чека секоја прилика, повторувам од секоја опозиција од минатото до денес. Да се критикува, а не да се поттикнуваат институциите да работат и обратно. Кога се доаѓа на власт, иако се зборувале сите овие работи, не се нафаќа веднаш да се решаваат и не се побара да се подаде рака кон сите да се решат, граѓаните ќе бидат незадоволни, нема да имаат доверба. На вчерашната пресконференција властите прикажаа анализи кои покажаа дека водата во Скопје е безбедна за пиење и дека во ниту еден примерок не покажал присуство на Ешерихија коли или каква било друга бактерија. Габриела Лескова, Сител телевизија. Владеачката партија го обвинува СДСМ за расширената паника за квалитетот на водата во Скопје. Таман човек ќе помисли дека СДС го допкле дното, тие повторно покажуваат само едно, дека се бунар без дно. Овој пат отидоа дотаму со своите лаги и ширење паника меѓу граѓаните, велејќи дека водата во Скопје е небезбедна за пиење. Ова информација не е само гола политичка критика, туку опасна дезинформација. И сето ова го прават очигледно за политички поени, бидејќи ваква неточна, непроверена информација не само што создава паника, туку во крајна линија може да влијае на здравјето на граѓаните. Опозицијската СДСМ пак бара проверка на квалитетот на водата во целата држава и обвинува дека власта потфрла во менаџирањето на кризата во Гостивар. Кога секојдневно излегуваат нови информации за загадена вода, власта на Мицковски не прифаќа да се направи анализа на водата во цела држава и јавно да се објават резултатите. Зошто? Граѓаните од цела Македонија имаат право да знаат каква е водата што ја пијат. Се работи за нивното здравје, за основното право на чиста вода за пиење. СДСМ ја повикува власта веднаш да направи анализи на водата во цела држава и јавно да ги објави резултатите.
А во Радуша почна механизирано расчистување на депонијата која представува опасност за животната средина и за изворот Рашча. Проблемот кој се провлекува со децении сега е во фокуси на јавното обвинителство кое ќе истражува кој ја создал депонијата и колку е таа опасна. Тамара Дичовска ја провери состојбата во Радуша. Вторден поред механизација на градот Скопје во соработка со општината Сарај ја чистат дивата депонија во селото Радуша. До сега се исчистени од тука околу 100 тони отпад, а од оваа депонија се носат во депонијата Дрисла. Од град Скопје најавуваат дека механизацијата ќе биде тука на терен се дури целосно не се исчисти оваа депонија која што е во заштитената зона на изворот Рашча. Подоцна депонијата ќе биде оградена за да не може во иднина да се истура отпад. Од градот Скопје вела дека на терен се работи со еден багер, 2 булдожери и еден утоварач, а досега 6 камиони со отпад се извадени од депонијата во Радуша и депонирани околу 100 тони отпад во депонијата Дрисла. Целиот отпад е површен, велат од градот. Депонијата во Радуша е стара околу 2 децении, велат локалните жители. Од секогаш нелегално се носел отпад, меѓутоа загриженоста кај граѓаните настана бидејќи на неколку километри од депонијата се наоѓа изворот Рашча, од каде неголемиот дел од Скопје се снабдува со вода. Па стравуваат дека отпадот преку почвата може да ги загади подземните води кои го напојуваат изворот. Градоначалникот на Скопје објави дека нема потреба од загриженост, изворот е десетици километри оддалечен од депонијата и иако не е под негови ингеренции, сепак со механизација започнаа да чистат заедно со општината Сарај. Од обвинителството соопштија дека под опрен глас ќе го истражуваат загадувањето со отпад кај Рашча. Надлежен јавен обвинител ќе ги координира активностите на Државниот инспекторат за животна средина и надлежните инспекцијски служби, со цел да се извршат проверки во однос на потеклото на депонијата, како и можните последици. Доколку бидат утврдени елементи на кривично дело против животната средина и идентификувани сторители, јавното обвинителство ќе постапи согласно надлежностите за кривичен прогон, велат оттаму. Тамара Дичевска, Сител телевизија. 25 години Охридски рамковен договор, документ кој донесе мир и го трансформираше политичкиот систем. Еден месец не работи единствениот ПЕТ скен во државата, неопходен за диагноза и следење на болеста кај пациентите со карцином. Не се знае кога ќе проработи. Четврт век од Охридскиот рамковен договор, документот кој стави крај на конфликтот од 2001 година и го трасираше патот кон мир и меѓуетничка стабилност. Вечерва на камениот мост во Скопје се одржува одбележување на годишнината во организација на владата, додека ДУИ паралелно прославува во Скопски хотел. Пораките за рамковниот ги пренесува Даниел Василев. Даниел, што велат од власта, што велат од опозицијата и што е агендата? Добро вечер, Цаци. За сега се уште ги немаме пораките од представниците на владата, со оглед на тоа што за некаде нешто повеќе од 10 минути би требало да почне централната манифестација по повод 25 годишнината од подпишувањето на Охридскиот рамковен договор, тука во близина на камениот мост. Според агендата, тука ќе треба да се обратат првиот вице-премиер Беким Сали, министерот за односи меѓу заедниците Агон Ферати, како и вице-премиерот и министер за транспорт и врски Александар Николовски, пошто ќе следи културно-уметничка програма. Инаку ова не е првиот настан кој што во текот на денот во организација на владата беше организиран по повод 25 годишнината од Охридскиот рамковен договор. Денеска таков настан имаше и во свечената сала на владата, каде што говореа представниците на владата за важноста на овој Охридски рамковен договор кој што го промени текот на државата во 2001 година по оној краткотраен воен конфликт. Во продолжение предлагам да ги слушнеме изјавите на вице-премиерите Сали и Александар Николовски. Денес државата ја градиме како модерна и просперитетна. Градиме модерна инфраструктура. За некој ден ќе почнеме да го градиме автопатот Скопје-Блаце. Интензивно се гради Тетово-Гостивар. Идните генерации треба да зборуваат за тоа каде ќе се запишат на факултет, кој постигнал подобар успех и на кој концерт ќе одат. Оврска на сите нас е да ја сакаме, почитуваме и развиваме заеднички државата. Секоја генерација има своја задача да го збогати наследството што го добила. Ако политичарите од 2001 година ги изградија мирот и институционалната еднаквост, нашата генерација треба да ја изгради долгорочната доверба меѓу заедниците, да изгради поефикасни институции и држава која функционира според највисоките европски стандарди. И овој повод не ги обедини
Власта и опозицијата, Демократската унија за интеграција вечерва го одбележува годишнината на засебен настан во еден скопски хотел. Имаме ли пораки од таму? Тоа е настан кој што трае веќе околу 1 час. Она што успеав последно да проверам непосредно пред ова вклучување, на тој настан беа пуштани видеа, промотивни видеа за борбата на паравојната формација ОНА во текот на 2001 година. Предпоставувам дека пораките ќе ги имаме подготвени некаде за во следното информативно издание, со оглед на тоа што до пред малку се уште немаше говори од представниците на Демократската унија за интеграција. Инаку во текот на денот по повод 25 годишнината од подпишувањето на Охридскиот рамковен договор се огласија и премиерот Христијан Мицкоски и лидерот на опозицијата Венко Филипче, кои што дадоа пораки за соживот во поглед на Охридскиот рамковен договор. Инаку само да кажам дека токму во овој момент веќе започнува и оваа централна манифестација тука кај во близина на Камениот мост. Се уште е рано за да ги слушнеме пораките, така што најавувам повеќе детали во следното информативно издание. За рамковниот договор 25 години подоцна, но и други актуелни политички теми, Валентин Николовски во продолжение разговара со координаторот на претеничката група на СДСМ Оливер Спасовски. Господин Спасовски, добро вечер, ви благодарам за учеството во тема на денот во Дневникот на Сител. Благодарам на поканата. Денеска се навршуваат 25 години од подпишувањето на Охридскиот рамковен договор. Ево, од оваа перспектива, како ја оценувате функционалноста, оправданоста, впрочем, на овој договор во овој четврт век? Прво, тоа е договор кој што донесе мир на државата, го сочува територијалниот интегритет, ја сочува Македонија како унитарна држава и, впрочем, е договор кој што прекина воени действија на територијата на државата. И од тој аспект, ако погледнеме сега историски, е сосема оправдан договор кој што било каде да имате конфликти, на крајот завршуваат на маса и со договор. И мислам дека првичната оценка во тој од историски поглед е дека навистина е договор кој што успеа да ја сочува државата. Тоа е првата работа. Второ, мислам дека уставот веќе на Македонија, затоа што договорот веќе се транспонираше, се преточи во уставните норми, Уставот овозможи да ја градиме државата како држава на сите граѓани кои што живеат во Македонија. И токму овие 25 години од подпишувањето на рамковниот договор до денеска, Македонија растеше, се развиваше, јакнеше демократскиот капацитет, јакнеа меѓуетничките односи. Ако имавме години во кој што, да речеме, после 2001 година, може би десетина години, како еден од клучните 5 приоритети во државата беа меѓу етничките односи, денеска веќе тоа не е тема. Сега, ако ги ставиме настрана малку, една дигресија, придобивките меѓуетничките односи, помирувањето малку дискутабилно, не сум сигурен колку е тоа завршен процес. Ако ги исклучиме придобивките во културата, во јазичната еднаквост, нели, од Охридскиот договор, сега дуи кој учествуваше во сите влади до 2024, на некој начин банализираше делови од тој рамковен договор со начинот на владење. Еве, непочитување на државните символи на сметка на промовирање на етничките, понај балансер преку кој се вработуваа партиски војници, само поради својата етничка припадност, без да одат на работа, несоодветни кадри на несоодветни места од истите причини и разни други аномалии. Сега вие сте били и премиер и министер во тие влади. Дали од оваа инстанца би постапиле поинаку? Сите овие, би рекол, прашања кои што се дневно политички. Тие не може да ја намалат вредноста на Охридскиот рамковен договор, ниту можат да ја намалат вредноста на самопочита, взаемното почитување, однесување, градењето на државата како држава на сите наши граѓани. Инаку, генерално во овие 30 години, да не зборуваме само за една политичка партија.
да зборуваме за сите политички партии кои што обстојувале на територијата на оваа држава, имале многу слабости, кои што пред се биле насочени кон тоа да остваруваат некакви своји партиски интереси, лични интереси, кадровски политики и така натаму и така натаму. И тука нема дилема и никој не може да се оправда. Така да нема политичар во Македонија и нема политичка партија која што може генералните принципи на кои што е создаден Охридскиот рамковен договор да биде срушен. Сега, ако сакаме да доведеме во корелација тој договор со случувањата кои што ги имаме и денеска на општествен и политички план, што за мене е многу важно. За мене е многу важно говорот на омраза, непочитувањето, поделбите кои што не се случуваат во државата, а се случуваат и тоа преку тие вербални пораки, талок, не знам ова, не знам она. Сето тоа води кон поделби во државата наместо кон некаква интеграција. И тоа не зборувам за само етнички поделби. Туку било каква поделба. Ние треба да научиме дека оваа држава 35 години независна, 35 години демократска држава, поминала така наречено полнолетство. Треба сите заедно да се трудиме кон единството, затоа што било кој говор на омрза, било кој однесување, би рекол, неодговорно, посебно луѓето кои што носат или преземале одговорност, може да ни доведе до нови конфликти. Не заостанува ни една партија, па ни вашата со криминогена група, например, да ги нарекува противниците и се другата страна талог, но не и се, ако земеме дека еден од законите кои што произлегуваат од овој Охридски рамковен договор, точно е дека собранието е на летната ферија, меѓутоа тој остана законот за правична застапеност на етничките заедници, остана во фаза на гласање во собранието. Пред се заради противењето на ДУИ, нели? Сега вие како СДСМ ќе го поддржите законот во продолжението? Само прво дигресија да направам во однос на првото прашање. Да, реков јас 30 години сите политички партии носат одговорност и никој не може да се амнестира. Меѓутоа се прашувам воедно, нели созреавме политички сите ние како политички партии, па и како луѓе ако сакате. Секоја една акција негативна ќе носи реакција. Така. И не може да очекуваме дека ќе излезе премиерот или ВМРО да помене и така натаму со реакција дека некој е талок и други веќе молчат и ќе му чукаат раце. Тоа нема да се случува. Тука што е прво, кокошката или јајцето. Затоа јас говорам да бидеме одговорни кон Македонија и тие 35 години независност на Македонија нека ни биде водилка дека заедно со државата и ние сме растеле. Не може државата да расте, да напредува и да се развива, а ние да се однесуваме како деца кои што се малолетни и да се однесуваме како кави. Сега, во однос на законските решенија, посебно еве и закон за правичната застапеност, јас сметам дека за секој законски проект кој што има еден поширок општествен опфат, треба да се седне да се дискутира, да се дебатира, да се отвори диалог натре во собранието и на основа на тој диалог да се направат некакви законски решенија кои би биле целисходни во овој правец. Така да ние нема да го поддржиме законското решение од принципиелни причини, заради тоа што сметаме дека не е доволно само вие да донесете законски текст во кој што ќе речеме да имаме закон, ќе гарантираме правична застапеност и така натаму. Законскиот текст кој што ќе биде донесен мора да биде взаемно усогласен и да го има одразот на состојбите во државата. Уште еден закон остана недоречен, тој од реформската агенда, изборниот законник, за кој изгубивме неколку милиони евра од Европската унија, меѓутоа тоа што е симптоматично е што левица на некој начин дава сигнали дека во случај да се изгласа една изборна единица да се донесе дека тие ви учествувале во натамошната расправа, вие не прифаќате ниту едната варијанта, односно една изборна единица за сега, ниту пак прифаќате поефикасно и по
активно гласање на диаспората, што е пак круцијално барање на владеачките партии. Дали би се вратиле во работната група и да се разговара повторно за ово законско решение, кое што патем би важело од председателските избори? избори? Мора да бидеме многу прецизни во однос на дефинирањето на позициите. Значи, СДСМ никогаш не била против една изборна единица. СДСМ и денеска е за една изборна единица. И за многу други прашања кои што се тема на разговор, не само на изборниот законник, ако сакате, и прашање на изборот односно на промена на устав. Ако зборувам за промена на устав, не зборувам за уставните измени за Бугарија, него зборувам за намалување на бројот на пратеници. Затоа што и тоа се става во контекст на оваа тема. Меѓутоа, прво, знаете дека СДСМ ја напушти работната група заради тоа што се донесе законот за влада кој што требаше да се донесе во договор помеѓу 4 најголеми партии во собранието. Тоа пишува во законскиот текст. ВМРО ДПМН одбра дека не треба диалог, на сила, ние ќе дојдеме и ќе донесеме законот така како што ние сметаме. Тоа беше иницијалната каписла ние да го напуштиме диалогот кој што се водеше во рамките на Министерството за правда во однос на изборниот закон. Сега ако ме прашате во однос на тоа дали сме имале процес кој би бил реформски, не, апсолутно. Ние имавме министер за правда кој што во овие 2 години не понуди ново законско решение и кога седнаме како работна група, ние практично разговаравме на ниво на решение, предлог законски измени кои што ги подготвил порнешниот министер Кренар Лога. И сега вие имате влада на ВМРО ДПМН на Знами на Влен кои што викаат ништо не чини од претходната влада, се што сте направиле е катастрофа, ама еве ви го законот кој што вие сте си го направиле за да можеме да разговараме на него. Да, ние ќе разговараме и ние после, ако се сеќавате, сега беше непосредно јуни-јули месец, на ниво на координатори во пратеничките групи седнавме и разговараме, меѓутоа ние апсолутно имаме став дека ваквиот начин кој што се предлага да се менуваат начините и критериумите на гласањето на диаспората за нас е неприфатливо. Ние предложивме дајте да ги донесеме сите други измени кои што се важни за изборниот процес, да го отвориме прашањето на гласањето на диаспората, да водиме диалог, бидејќи парламентарните избори и така нема да бидат тие кои што би биле први во однос на спроведувањето на гласањето на диаспората, значи имаме време, ако се тоа председателските избори до 2029 година, и низ тој диалог да дојдеме до некакво решение. Сега техничката влада е минато. Никогаш нема да дозволиме да наметнува некој нешто што не може да се. Техничката влада од друга страна е минато, ако напролет се одржат предвремени парламентарни избори, би учествувале во техничка влада? Техничката влада не е минато. Минато за после следните парламентарни избори. Тоа е веќе нешто друго. Еве, ако следната година се одржат предвремени избори, би учествувале во таа техничка влада? Ние треба да, значи тоа е процес, значи таа техничка влада е формирана еднократно. Значи не сакам да се манипулира јавност. Таа техничка влада со законот, измените на закон за влада 2016 година за изборите се формираше еднократно до завршувањето на парламентарните избори 2016 година. И после тоа не требаше да има техничка влада. Меѓутоа, на барање на лидерот на опозиција тогашен Христијан Мицковски да се стави одредба во која што ќе има за секои парламентарни избори техничка влада се до влезот на Македонија во Европската Унија. И хипотетичка реалност? Тоа е чиста реалност, нема хипотетичка реалност. Не за следните избори, ако се на пролет? Ако сте имале став како опозиционер дека оваа држава треба да има таа техничка влада до крајот, тогаш на сила не смее да се менува тој закон. Ќе има изборен процес, ако има, значи ќе видиме дали ќе се одржат парламентарните избори напролет, постојат повеќе можности, варијанти и така натаму, како и да е, секако дека тоа што е право на опозицијата треба да биде право на опозицијата. И тука немаме дилеми во тоа. Зошто го критикувате Мицковски што заминал на одмор екскурзија како и да е во Белгија и дека би можел да се сретне со европските челници кога таму се одвиваат сериозни процеси во однос на проширувањето разговори? Јас не сметам дека тоа е критика. Прво, секој има право на одмор, па нека и
првиот човек во државата, председателот или премиерот и така натаму. Меѓутоа, сериозно ми смета, кога ќе излезе премиер на држава и ќе рече ги повикувам сите граѓани, користите ги ресурсите на Македонија и така натаму во однос на одморот, ама јас сум некоја друга, повисока класа, ќе одам некаде на друго место. Само тоа е моментот кој што јас сметам дека не е соодветен, тоа е прва работа. Второ, ако е одмор, тогаш е одмор, веројатно. Немам информација дека... Не знаеме ние ни еден премиер што некогаш само одмара. Јас немам информација дека патувањето семено го има искористено и за средби со лидерите на Европската унија. Доколку е тоа случај, тогаш сметам дека премиерот треба да е одговорен пред македонските граѓани, да дојде да каже не што разговарал, туку да каже дека на приватното патување дел од одморот искористив и за интересите на Македонија, се сретнав со луѓето, разговара во делот на процесот. Јас лично сум убеден дека такви средби не се одвиваат. Дали вашиот лидер Венко Филипче со мотор ја поминал Богородица и заминал кај екс-лидерот Зоран Заев на одмор, пишува така 6.8. од свиркачи во 16.40? Јас немам информација дали заминал и кога заминал и со што заминал. Овие податоци предпоставувам дека системот за гранична контрола може да бидат извадени. Меѓутоа, таму постојат логови на тој систем, така да многу лесно може да се провери кој извршил проверка за одредено лице, кога излегло и како иде. Така да и тоа ќе се докаже, ќе дојде моментот кој ќе се докаже дали тоа е направено, така да не ја замајуваме јавноста со прашања или да отвараме теми кои што би правиле дефокусот од темите кои што ги имаме. Еве таа што е актуелна тема. Сиромаштијата, дефокусот е на зголемувањето на цените, дефокусот е заради катастрофата во земјоделието и штрајковите на земјоделците и многу други прашања на кои што треба да носи одговорност. Вчера се расширена паника, хистерија за која и министерот Муцунски и градоначалникот Ѓорѓиевски, ба и ВМРО ДПМН ве обвинија вас дека или ваши активисти, симпатизери преку социјалните мрежи шират директно ве обвинија дека шират паника и страф, што го ставија на ниво на хибриден тероризам, дека во Скопје е загадена водата со ешерихија коли. Прво, вие ги гледате официјалните ставови кои што се на Социјалдемократскиот сојуз по однос на ова прашање. За да вие обвините некого дека стои зад некаков хибриден напад, дека ова е тероризам од највисок вид и така натаму, тоа што вчера се пласираше во медиумите, мора да имаме јасни докази за таа работа. И доколку е така, како што велите, ја очекував дека денеска полиција и инспектори ќе дојдат до зградата на СДСМ и ќе не затворат половина од луѓето кои што се таму. И тоа е дефокус за јавноста. Ова влада мора да разбере. И не само влада, властите, затоа што ВМРО ДПМН има апсолутна власт на локално ниво, на централно ниво како законодавна власт, председател на држава. Тие мора да разберат дека мора да превземат одговорност. Инаку, ако ме прашате за било кој проблем во државата денеска, ништо чудно да ви кажа дека да, виновни се. Кој, па може би се виновни пред 90-та година тие што биле во владата во времето на комунизмот. Ама тоа не ги решава проблемите. Вие можете да обвинувате било кого. Добре, ајде за крај за другиот случај. Да се преземат ситуации кои што се кризни во овој момент и да се За крај за случајот Гостивар поднесовте кривични пријави против министерот за здравство, директорката на ИАЗ, директорот на Државниот санитарен и здравствен инспекторат и на Центарот за јавно здравје Тетово. Зошто нема кривични пријави за градоначалникот на Гостивар и за тамошните функционери на ДУИ кои што се директно инволвирани во локалната проблематика? Прво, заради волја на вистината, градоначалникот на Гостивар не е член на ДУИ, туку е член на Алијанса на албанците на Таравари. И ова ви го укажувам заради тоа што многу лесно се пласираат вакви информации. Не е добро. Не е добро, затоа што вие ако пласирате работи кои што се неточни факти, тогаш ги пласирате во јавноста. Од коалицијата на ДУИ не е тоа важно. Погрешни формулации. Не е важно. Меѓутоа, еве укажувам на таа работа дека е така. Прво, државните органи
кои што се надлежни во ситуација во која што ви се пријавуваат луѓе со сериозни симптоми и тоа трае 6 дена пред вие да превземете било каков чекор, јасно е лоцира одговорноста во здравствените власти. И затоа овие пријави кои што се поднесени за здравствените власти кои што сметаме дека треба да носат одговорност од моментот кога се отвараат практично случаите. Обвинителството ги има сите расположиви механизми како механизми, методи и алатки за да може целосно да го расчисти случајот во однос на Добре, постоеле во 400 извештаи од Институтот за јавно здравје додека бил Венко Филипче министер за здравство, кој што укажувале дека водата за пиење во Гостивар е проблематична или неисправна? Видете, зошто тогаш вие вашата влада не реагира? Колку случаи постоеле на јавување на лица кои што отишле во болница во тој период? Ниту еден. Колку ваква епидемија се направила тогаш? Не. Значи да не се враќаме назад. Вие можете колку сакате, и вие, и ВМРО да помене, да обвинувате за нешто што било пред 10 години, ама тоа не држи вода заради тоа што вие во моментот имате состојба на илјадници граѓани на Гостивар кои што се затруени од таа вода. Така да можеме слободно да се повикуваме. Знаете, тоа исто како за Кочани. Градоначалникот пред 2012 година што бил, тој е виновен сега што некој објект се запалил во 2025 година. Тоа е нонсенс кој што се тврди. Беа сите по иерархија собрани. Не, ама не може да бидат, тоа ви укажувам, не може да бидат виновни за една работа луѓе кои што биле пред 15-20 години на одредени функции. И затоа очекувам дека за било кој проблем може ќе речете и пред 90 година. Еве да излезете и вие на медиумите и владата, че овој пред 90 година е многу владата ова е многу виновен пред 90 година заради тоа што денеска ни се случи тоа и тоа. Владата да се научи да превземе одговорност. Не може да излегува владата и да каже да граѓаните ни дадоа најголема поддршка, ние имаме толку и толку претеници, супер. Ама поддршката значи одговорност. Добро, полетната период имате очигледно и жешка политичка, нема да биде есен, него се уште ќе биде лето, па и есен. Оливер Спасовски, гостин во тема на денот, ви благодарам на учеството. Благодарам на поканата. Цел месец не работи единствениот PET скен во државата, апарат кој е неопходен за пациентите со канцер. На лекарите им се препорачуваат алтернативни диагностички методи, но не постои попрецизен од резултатот добиен на овој начин. За сега не се знае кога PET скенот ќе проработи. Се чека набавка на специфично масло кое со години не се менувало. Еден месец не се прават снимања на единствениот PET скенер во јавното здравство. Апарат кој е неопходен за следење на болните од рак. Во меѓувреме се зголемува и онака долгата листа на пациенти кои чекаат да им се одреди стадиумот на болеста или да се види дали има ефект терапијата која ја примаат. Ваквите испитувања во приватни болници чинат околу 1300 евра. Од установата велат дека сервисерот проблемот го лоцирал во циклотронот кој поради недостиг на масло не може да произведува радиоизотопи кои се користат за снимањата. Посочуваат дека дефектот настанал бидејќи изминатите години не бил следен протоколот за соодветно одржување на дифузионата пумпа и замена на маслото на секои 5 години. Кога ќе профункционира PET скенот не се знае, бидејќи се уште нема конкретен датум од овластениот сервисер кога треба да стигне во земјава специфичното масло за да проработи циклотронот. Процедурата за набавка била подолга зашто ваквиот дериват се користел во воената индустрија и потребни биле посебни документи за да се транспортира во земјава, појаснуваат од PET центарот. Клиниката за онкологија и радиотерапија и клиниката за хематологија се информирани за понатамошна триажа на пациентите преку други достапни диагностички модалитети со цел лекувањето на пациентите со итна потреба да не трпи прекин. По отстранувањето на дефектот, Универзитетскиот институт PET ќе продолжи да работи во 2 смени и викенди со цел најбрзо да се намали листата на чекање и да се надомести настанатото доснење за пациентите, велат од установата. Инаку дневно, кога работеше овој апарат, се снимаа околу 14 пациенти. Александар Динев, Сил телевизија.
Домашниот пазар на капитал покажува зголемен интерес за корпоративни обврзници како алтернативен начин за финансирање на компаниите надвор од традиционалните банкарски кредити. Последен пример е емисијата на корпоративни обврзници на Јута Македонија во вредност од 3 милиони евра, која била целосно запишана за само 4 дена. Интерес покажале и физички и правни лица. Од компанијата оценуваат дека ваквиот интерес покажува дека на домашниот пазар има простор за поголема употреба на корпоративните обврзници како инструмент за обезбедување капитал, особено за компании кои планираат раст и нови инвестиции. Емисијата од 3 милиони евра е прво излегување на Јута Македонија на домашниот пазар на капитал преку јавна понуда на корпоративни обврзници. Брзото затворање на понудата според компанијата е сигнал дека има интерес за вакви инструменти. По продолжение вести од спортот.